моментално хуманитарни акции МК и 2022 Хуманост ја презентираат и петицијата за државна рефундација на бебешки пелени за самохрани и нови родители од социјално ранлива категорија и се собира поддршка од невладините организации низ Македонија и моментално тие се постојано на терен низ Македонија се со цел да се групираат за оваа сериозна проблематика. Кога зборувам на оваа тема, претпоставувам знаете со кого ќе разговарам, со Дејан Петанчевски. Добро утро, Дејан. Добро утро, Бети, добро утро до сите гледачки на Македонската радио и телевизија. Поздрав до сите слушатели, гледатели, хуманитарци, правни и физички лица. Добро утро. Јас веќе ја најавив темата, моментално сте на терен. Ајде да ја повториме и да дадеме еден апел за оваа петиција. Вака сега, како што и напоменавме, како што имаше и прилог, ние покрај Василичарскиот оброк и Свети Трифунскиот го правиме и еден од многу поголемите хуманитарни настани, тоа е за Великден, по повод Великденскиот Великден. Така да, еден јавен апел до сите хумани фирми, правни и физички лица, кои што сакаат на некој начин да не искочат во пресек и да помогнеме на оние семејства кои што немаат за прехрана. Кога точно ќе се одржуваат, бидејќи великденските пости почнуваат од понеделник? Да. Кога или последната недела? Вака, планирано ни е на Велики четврток да го правиме. Како што знаеме, тогаш е постен период. Така да покрај сите други активности што ги имаме, моментално сме ажурни на терен и спремаме уште еден голем настан. Тоа е матурански, хепенински настан, хуманитарен, пред се, каде што сакаме да помогнеме на оние матуранти, меѓутоа деца од социјално загрозени семејства. Пред матурантите уште еднаш ќе те потпрашам, меѓутоа моментално нели имате една петиција за рефундирање на средствата за лекови. Да, исто така. До каде е оваа акција? Така и акцијата си е во тек, нешто се преговара, планираме да отвориме и хуманитарна аптека, каде што секој граѓанин, секој правно и физичко лице ќе може да донира некој лек, кој што ние ги доставуваме на сите оние социјално ранливи категории кои што им се потребни. До каде сте со петицијата за рефундирање? Има ли се пријавија интересирана оваа петиција? Има заинтересирани, има доста и како што напоменав и правни лица кои што поддржаа оваа петиција и така да се надевам дека ќе биде една од малку побројните петиции. Така, одлична ви идејата за хуманитарна аптека. Мислам дека тоа ќе биде еден голем хуман чин и навистина за оние што најмногу е потребно. Споменавте, ајде, се уште е рано? Да, споменавме, меѓутоа се уште не е рано. Каде и да е ќе дојде сега Великден, пред се дајте ајде да помогнеме, да собереме доволно храна, доволно оброци и да изградуваме доста семејства. Споменавте и за матурантите? Матурантите, да, акцијата трае. Ке упатам еден така кажано апел до сите оние фризерски салони, кројачки дукани, кои што сакаат да помогнат да се уклучат, слободно нека се обратат. Како што напомена и ти, оваа иницијатива е во организација на хуманитарни акции Македонија и Хуманост 2022 подаje рака.
Така. Ке ве поддржуваме и медиумски, секогаш кога се однесува за хуманоста, се гледаме за Великден, така, а потоа ќе биде и она што ние сите најмногу им се радуваме за матурантите. Па јас се надевам, еве уште еднаш апелирам до сите фризерски салони, кројачки дукани, правни и физички лица, бутици, кои што сакаат на некој начин да помогнат да устрекиме некои дечиња кои што стварно нивните родители поради тешката финансиска ситуација не се во можност да им обезбедат облак. Дејан, навистина ти благодарам за директното вклучување во утринската програма и се гледаме во следна прилика. Се гледаме, поздрав и се надевам дека ќе има голем одзив за хуманост. И јас исто така се надевам. Благодарам. Студио?